За 60% е зголемена купопродажбата на станови, куќи, деловни простории, земјоделско и градежно земјиште во Куманово, информираат од секторот за даноци и такси. Интересот за набавка на нов имот, но и пренос на наследства и подароци е значајно поголем последниве 2 години, односно од ковид пандемијата. Најчесто велат се купува земјиште кое ќе служи за изградба на фотоволтаични централи. Последниве 2 години, минатата и ова година има зачестени купопродажби, значи не само купопродажби, и наследства и подароци. Која е причината за вакви работи? Ако се гледа низ призма на бројки, можеме да кажеме дека околу 60% е зголемена и купопродажба за овие последни 2 години во однос на претходните и самите наследства и подароци. Зошто е тоа така? Најверојатно се должи на постпандемиска состојба, затоа што самата пандемија ги натера луѓето своите имоти да ги поклонуваат, да ги наследуваат одредени луѓе и да инвестираат, познато и во светски рамки дека во време на кризи се појавува капиталот, да го вржат за одредени имоти. Најчесто се купуваат земјишта и тоа е зачестена појава. Последниве 2 години, од сознанието од оние што го купуваат, ги купуваат тие земјиште, информациите кои доаѓаат до нас е дека ќе служат за фотоволтаични панели, значи во дел на инвестиции за електрична енергија, и тоа е нормално, затоа што самите цени на светски рамки се енормно високи. Од секторот за даноци и такси информираат дека е зголемен бројот и на купопродажби на фирми кои се во стечајни постапки. Нагласуваат дека покрај стопанственици од градот континуирано инвестираат и лица повратници од Ирак и Авганистан. Така да во Куманово има сериозно строење на инвестиции. Тоа е добро, затоа што општината добива средства од инвестиции, граѓаните ги вложуваат во нашиот град. Се работи за наши бизнисмени, стопанственици и сите оние кои што инвестираат континуирано, меѓутоа има и зачестени купопродажби од капитал од луѓе кои што беа во Ирак и Авганистан. Тие луѓе се за поздравување, тоа се свежи пари и во нашиот град и во нашава држава, и добро е што ги инвестираат кај нас, тој податок е точен. Од општината посочуваат и дека граѓаните имаат навика да пријават имот кој треба да се оданочува.